Дали владата е на стаклени нозе, рекет сериозно удри по рейтингот на Зоран Заев и неговите колеги, покажуваат анкетите. Дури 66% од граѓаните веруваат дека и власта е вмешана во оваа афера, која во последните 2 месеци ја тресе Македонија, а во притвор ја однесе и Катица Јанева, која за СДСМ беше олицетворение на правдата. Оваа бројка ја добил форумот за граѓански активизам, чие истражување на јавното мислење, меѓу другото покажува и прилично висок процент на граѓани кои се изјасниле дека лица од владата ја кочат истрагата за овој случај, односно 58% од испитаниците. Токму сомневањата дека функционери од СДСМ се вклучени во рекет и спороста со која работат истражните органи, според експертската јавност, негативно влијае врз довербата која граѓаните ја имаат кон Заев и колегите. Се направија низа грешки во самата постапка, како на пример тоа што на Катица Јанева беше овозможено 35-40 дена да ги уништува сите докази кои што постоја за случајот, па дури потоа обвинителство да прати истражни органи и полиција и така натаму за да ги побараат доказите. Со тоа всушност се урниса целиот легитимитет што и беше останат на СЈ, односно на специјалното јавно обвинителство. Рекет, но и останатите скандали на власта, меѓу кои оние со Драги Рашковски, се причина опозицијата да бара предвремени парламентарни избори. Според Божиновски, такво нешто СДСМ нема да се дозволи, бидејќи на тие избори сигурно би изгубила. Веќе во јануари беше јасно дека таа предност која што имаше СДСМ по локалните избори 2017 година веќе ја нема. И затоа и тогаш излегов со констатација дека со оглед на она што го имаме како рейтинг на политичките партии, СДСМ нема да се дозволи да спроведе избори. Од тогаш се случија многу работи, тогаш беше и рекет, економската состојба се влошува постојано, излегува низа други скандали, веќе дел ги заборавија луѓето. Така да сега, доколку има избори, СДСМ со сигурност би ги изгубило. Тоа може да се констатира. Во анкетата, ниска и разочарувачка е генералната оценка за работата на владата. Граѓаните, работата на Заев и министрите ја оцениле со средна оценка 2,5. Инаку и во анкетата спроведена за емисијата Детектор, дури 41% од граѓаните велат дека рекет ќе влијае на тоа за кого ќе гласаат на следните избори. Истата анкета покажува и предност од 3% за опозицијската ВМРО ДПМН во однос на СДСМ. Според истото испитување на јавното мислење, Христијан Мицковски е политичарот со најголем раст на рейтингот со доверба од 12,1%, за разлика од ланските 2,9%.